Тетово се најде на 5-то место на светска листа според стапката на загаденост на воздухот на интернет страница која нуди база на податоци за живење во градовите. Покрај Тетово, Скопје на 24-то место на листата, на која води главниот град на Гана Акра, следуваат непалски Катманду, Каиро и индискиот Канпур. Во Тетово, во текот на јануари, во 10 денови, штетните PM10 честички достигнаа дури 1000 или 20 пати повеќе од дозволеното. Исто така, целата измината недела, измерените вредности се над дозволените 50 микрограми. Во вакви услови на долготрајно аерозагадување, лекарите со препорака секој граѓанин сам за себе да превземе мерки за намалување на штетните последици. Покрај употребата на лични заштитни средства од типот на маски или па ЕФСА филтри во домаќинството, можеме да си ја подобриме состојбата и со правилен начин на исхрана, односно со хигиено-диететски режим. И тука не треба многу да филозофираме, треба да употребуваме се и до сега што сме употребувале, но повеќе течности, 2 до 2,5 литра на ден, затоа што главен детоксикатор во организмот е сепак најевтиното нешто, тоа е водата, и секако преносната вода преку зеленчук и преку овошје ние препоручуваме до 400 грама на ден. Покрај штетните честички, во јануари забележано е загадување според други параметри. Актуелно е во месец јануари дека 4 дена имавме и покачување на азотен диоксид во амбиентниот воздух. Во чадот на цигара има некаде околу 226 микрограми на метар кубен, а граничната вредност е 200 за азотни диоксиди, така да не само за тоа, него и за PM честичките да се елиминира. Ако употребуваме украсни свеќи, да не ги употребуваме. И би апелирал во ложиштата да не се фрла отпадот, да не се фрлат амбалажите од млеко, пластика, гума, тоа е најстрого се забранува. На Тетово пред известно време најави спроведување на мерки за намалување на загаденоста, но нема реализација на истите.